Ја слушате и гледате емисијава на македонски корени од Сиднеј со вашите домакини Бети и Јон Треновски. Почитувани, наредниве минути се резервирани за разговор со нашиот драг гостин, господинот Самуил Малчевски, универзитетски професор и политички аналитичар. Врската веќе е воспоставена, верувам дека е се во ред, се гледаме, но верувам дека и се слушаме. Ако е така, господине Малчевски, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана за денешново ваше гостување. Здраво Бети, здраво Јон, се окей, се слушаме. Добро ви утро по македонски или добра вечер по австралиско време. Поздрав до вас и до гледачите на Македонски корени. Добро ви утро и од мене, господине Малчевски. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија на наметнатите теми кои се уште се актуелни во Македонија и креира таа голема магла во македонското општество. Знаете како, Јон, јас тоа малце поинаку го дефинирам. Значи, ние последниве неколку години во Република Македонија сме немали циркус, зашто оваа влада предводена од Зоран Заев и тој хибриден режим околу него, успешно ни го приредуваат истото. Така да воопшто не сум изненаден. Значи, ја следев и синоќа пресконференцијата и прашањата по пресконференцијата и целова циркузијада околу немањето на мнозинство во парламентот. Така да знаете како, веќе навикнат сум ништо да не ме изненадува од нив. Така. Кога се договаравме за денешно ваше гостување, рековте дека работите на некаква анализа поврзана со завршениот попис. Ќе сакате ли на кратко да ни кажете за што стануваше збор и до какви сознанија дојдовте или пак да оставиме за некоја друга прилика? Јас пред се би почекал да ја завршам анализата и да видам што ќе објави Државниот завод за статистика како официјални резултати од пописот, па потоа да видиме каде се согласуваме или не се согласуваме. При тоа сакам да упатам еден јасен апел до председателот тоест до директор на Државен завод за статистика. Порано беше пописна комисија, сега заводот го води, да внимаваат што и како прават со податоците, зашто сепак станува збор за 21 век. Значи, ние имаме многу податоци кои што ни се достапни од многу институции, а и на обична статистичка анализа на истите може лесно да ги побие нивната желба или порив да прават некакви манипулации со пописите. Значи, остануваме договорени покасно кога ќе дојде некаде до година да говориме на оваа тема. Па они рекоа негде за 6 месеци отприлика, значи јули. Јас очекувам јуни-јули некаде да излезат со некоја првична анализа, тоест првични бројки околу пописот. Но де факто и де јуре, од она што досега го имам, ајде малце да откриеме некои податоци. Значи, процентот на население во државава, мислам дека најмногу нема да се согласиме околу тоа со Државниот завод за статистика, зашто кога ќе вкрстите податоци од неколку институции, не знам, ПИОМ, Фондот за пензијско и инвалидско, Фондот за здравствено осигурување, Агенција за вработување кои што на дневна основа вршат регистрација на граѓани, пензии исплаќаат, здравствено осигурување исплаќаат, не е така како што некој сака да прикаже во Република Македонија. Некако бројките малку поинаку излегуваат, најде да не преудицирам ништо, да го почекаме Државен завод за статистика па да видиме што потоа. Господине Малчевски, пред да продолжиме, да ве предупредам дека ние имаме многу прашања за вас денеска. Ќе мора малку да побрзаме, ќе се изненадите од огромниот број на прашања. Некаде може би ги има околу 40 прашања, така да време на располагање 45 минути најверојатно. Од она што го следиме, знаеме дека сте експерт за сите области и знаеме дека во сршта влегувате директно без да заобиколувате. Да ти повели. Прво вака, да ве прекинам. Значи, експерт во сите области не постои. Она што јас се обидувам да го направам... Од политиката. Правиме муабет за анализа базирана на податоци. Значи, вие кои ќе земите податоци од релевантни државни институции, кои ќе направите една анализа, тогаш зборуваат бројките, не зборувате вие. Вие сте само автор на таа анализа. Така.
Господине Малчевски, како што спомнавте претходно, сношти пред полноќ заврши седницата на Централниот и на Извршниот одбор на СДСМ, по која седница пресконференција одржа портпаролката на СДСМ Богданка Кузевска, која слушнавме претходно, наместо лидерот во оставка господинот Зоран Заев. Ваш коментар за одлуките кои беа донесени на оваа седница? Знаете како, ајде прво да видиме да ги реализираат одлуките. Не е прв пат они да кажат нешто и после ден-два да не важи истото нешто. Нели даде Заев оставка, после тоа беше како беше одложена на неопределено време таа оставка. Се сложувам со Јон, го слушнав неговиот коментар, тој говор на тело и таа несигурност на портпаролот на СДСМ говори многу и така треба малце да влеземе подлабински. Значи они имаат внатрешна битка, имаат коалицијска битка, имаат битка со македонскиот народ кој што сериозно се протистави на нивните будалаштини и не сум сигурен колку ќе успеат сите тие работи да ги стават во некаков колосек и да продолжат да владеат. Вчера седница имаше и раководството на политичката партија Алтернатива. Како ќе ја прокоментирате пак нивната одлука да ги почекаат резултатите од денешните донесени одлуки на СДСМ пред да донесат конечната одлука? Видете, тоа е игра. Значи Алтернатива знае дека со нивните 4 претеници они имаат 64 во собрание, зашто моментално нема. Значи ситуацијата е 60, 59 и еден уценет пратеник. Значи да бидеме искрени. Кастриот Реджепи, беше еден човек пред тој четврток, сега е сосема друг човек. Алтернатива има избор. Изборот е или да остане надвор и да продолжи како опозициона партија да се бори против таму е битката генерално со Дује, или да влезе да стане привезок со Дује, едноставно Дује да ги поништи на политичка сцена. Они се партија која што од година во година гледаме дека имаат се повеќе поддршка во албанскиот електорат. И мислам дека влегувањето во влада би се прекоцкале таа поддршка и тоа би значило сигурна политичка смрт за нив. Господине Малчевски, ако не на сите, барем на многумина ни е познато дека Уставот на Македонија и Собранискиот деловник ја регулираат постапката во случај на оставка на председателот на владата, како во случајот со господинот Зоран Заев. Спрема Уставот, кога се повлекува премиерот, целата влада е во оставка, а мандатот се враќа кај председателот на државата. Во моментов, најголема пратеничка група, со најголем број на пратеници е она која ја предводи ВМРО ДПМН, бидејќи СДСМ нема мнозинство во овие моменти, особено што БЕСА ја напушти коалицијата со СДСМ и сега се во неформална коалиција со ВМРО ДПМН. Како резултат на една ваква политичка ситуација, во која моментално се наоѓа Македонија, се наметнуваат неколку прашања. Доколку Заев поднесе ефективна, а не устна оставка по медиуми, дали Пендаровски ќе мора да го додели мандатот на лидерот на најголемата политичка формација во парламентот, а тоа е господинот Христијан Мицковски, и дали одлуката на Заев да не поднесува ефективна оставка е токму во насока да се спреми Пендаровски да го додели мандатот на Мицковски, давајќи му можност на новиот лидер на СДСМ да се обиде меѓувреме да собери 61 пратеник. На кого следен треба председателот во овој случај Пендаровски да му го даде мандатот? Ајде отворивме неколку прашања. Прво, Уставот е јасно дефинира дека за да вие добиете мандат да формирате влада, мора да имате доказ дека имате мнозинство во парламент. И тоа е 61 пратеник, мора да се потпишат на список или да покажете како парламентарно мнозинство. Она што сте во право е точно, значи Заев нема поднесена оставка, се уште е тоа устна наративна оставка која што гледаме дека ја одложува. И тука мислам дека они ќе продолжат да играат таа игра се додека не изберат мандатар или председател на СДСМ, а потоа и да се обидат да стигнат до 61 пратеник, кои што во овој момент немаат. Што се однесува до Стево Пендаровски, од него ништо не би ме изненадило. За жал, Стево Пендаровски, место да биде председател на сите граѓани во Република Македонија, он продолжува да биде дрвен адвокат на СДСМ. Значи, ние не видовме ни еден државнички потик.
ние не видовме ни една државничка одлука од него, освен што гледаме неколку интервјуа во кои што он буквално изиграва дрвен адвокат на СДСМ и на Зоран Заев. Иначе да, точно е дека во овој момент партичката група на ВМРО-ДПМН е најбројнија во собранието на Република Македонија. Господин Малчевски, дали можеби ќе бидеме сведоци на уште еден скандал и Заев устно да назначи негов заменик, односно наследник во стилот на Сталин, наместо да се избере на непосредни избори, а потоа Пендаровски да го почитува тоа и да даде мандат на некој за кој Заев ќе каже дека ово е добар. Дали тоа ќе го направи Пендаровски? Какво е вашето мислење? Дали очекувате оставката на Заев да се одолговлекува, се додека не успеат да соберат макар и присилно, користејќи ги балканските методи, како што беше припомената на името? Па не само припомената на името, ние во четвртокот кога требаше да се гласа недовербена влада, буквално ги искористија најбруталните методи за да останат на власт. Јас очекувам дека ова оставка на Заев најмалку ќе биде пролонгирана до 12 декември, до нај октруиран избор на председател на СДСМ. И видовме од дивната потпаролка, она се обидува да скрие дека Зоран Заев некого фаворизирал на состаноците на овој. Ние видовме кој е тој човек. Зоран Заев го зеде со него и на лидерската средба. Од тука очекувам изборот во СДСМ да се сведе комбинатиот пат што беше Зоран против Заев. Знаете како ни глумат демократија, а имаат само еден лидер на внатрепартиски избори, кој не баре Сталин или Тито го бираат. Така да и сега го очекувам истото. Очекувам дека под призвукот на некоја внатрешна хомогеност, сплотеност, борба против нас, кој што не нарекуваат зло, и они повторно да изведат само еден кандидат и тоа да го прикажат пак како некоја притопивка демократски вредности, нешто такво, но прочитана, приказна се, народот веќе не им верува, тонат во жив песок од кој што нема назад. И тука се поставува прашањето дали Стево Пендаровски ќе се одважи или ќе продолжи да тоне и со нив во жив песок. Ако Стево Пендаровски се одважи, треба многу брзо да свика една лидерска средба во која што треба да се реши оваа ситуација во која што се наоѓа Република Македонија во овој момент. Какво е вашето мислење за тезата да се оди со избор на техничка влада и нови парламентарни избори во 2022 година и мандатот да го даде народот, а не партиските кујни? Кој според вас е најдобриот избор за излез од оваа политичка криза? Видете, значи, ние не можеме да бараме кризата да ја решат луѓето кои што ја креираја. Значи, ова раководство на СДСМ, предводено од Зоран Заев, или идниот октруиран председател на СДСМ од Зоран Заев, се генератори на политичката криза во Република Македонија. 5 години ние освен криминал, корупција и рушење на демократија да не гледаме ништо друго од нив. Тука јас не очекувам или не би го барал решението внатре во нивните редови. По мене во овој момент најдобро е, и јас и веќе неколку пати сериозно го заговарам и го зборувам, да се направи една техничка влада, која што би била првенствено дојдена со план што треба да се направи во следните 3-6 месеци, да видиме колку се тоа ќе трае, и некаде помеѓу јуни и септември месец да се направат избори и народот да каже на избори кој сака да биде следен премиер и кој ќе биде следното парламентарно мнозинство. Ако ние продолжиме вака, со ваков парламент, ние 5 години сме сведоци дека парламентот не е функционален, а поготово последниве 2 години милиарда глупости се случија во храмот на демократијата. Знаете, кога ќе кажете парламентот против да е храм на демократијата. Доколку понатаму продолжи парламентот да биде вака нефункционален, значи кризата само ќе се продлбочува и тешко дека ќе дојдеме до решение на истата. Во четвртокот на 11 ноември требаше да падне владата на Заев, но наместо тоа падна парламентарната демократија. И овој период од 11 ноември до денес новинарите во Македонија наместо да го бомбардираат Заев со прашања поврзани за парламентарното мнозинство во собранието, како на пример каде е мнозинството кое го најавувавте, дека го имате, а го немате, зошто неговите најавени оставки не се уште ефективни, туку останаа само устни. Дали е свесен дека нема легитимитет неговата влада без парламентарно мнозинство и ред други прашања, тие се нафрлиле врз ВМРО-ДПМН и нивниот лидер Мицковски, измислувајќи непостоечки и во најмала рака неосновани афери.
Како ќе го објасните овој феномен? Може ли ова влада која нема 60 пратеник да владее? Па видете, ние вака ќе се вратиме чекор назад. Се сеќавате на изборот на Талат Џафери, првиот пат на 27 на април. степеници? Знаете дека и тогаш нема мнозинство ни за да го изберат Талат Џафери, до ден денес Талат Џафери е председател на Собранието на Република Македонија. И тоа е нивен стил на владење. Они се така учени да владеат. И сега кога се навратиме чекор назад, значи коренот на сето ова ние што го зборуваме е корупцијата која што е во овој момент на рекордно високо ниво во Република Македонија. Според Transparency International, ние сме во овој момент на рекордно 111 место на таа скала на корупција, што никогаш досега претходно не сме биле. И сега ќе направите паралела со двата извештаи на Европската комисија за напредокот на Република Македонија, вие ќе видите дека на пример во поглавието информатичко општество и медиуми од одреден напредок во 2019 година, во 2020-2021 сме стигнале до моментот ограничен напредок. Значи, они констатираат дека ние имаме проблеми во делот на медиумите. Они констатираат високо ниво на корупција и од тука, знаете како, има еден центар на моќ кој што диригира што и како да се направи. Дефинитивно, место да зборуваме ние за рушењето на демократија, место да зборуваме за тоа како под сомнителни околности исчезна пратеник, ние сега зборуваме, ама не успеа да ја соборат владата. Ајде да свртиме малце поинаку тезата. Дали владата успеа да си го обезбеди парламентарното мнозинство? Не успеа. Нема. Парламентот е блокиран. Ние после тој ден, до ден денес немаме ни една седница на собранието. Ние работат работните групи, пленарна седница онаму каде што вие реално треба да покажете мнозинство дека имате, нема. Така, господине Малчевски, начнавте, овие од власта упорно го верглаат тоа дека опозицијата немала 61 пратеник. Зошто изостанува вистинското прашање дали власта имаше 61 пратеник во четвртокот на 11 ноември и наместо таквиот одговор да го даде Заев и неговата влада, сега тие тргна по измислување на афери за опозицијата. Ке ги спасели ваквиот начин на однесување од тонење во калта, односно уште полошо во живата песок која сами си ја создаваат? Не, апсолутно не. Значи ова е, како да ви кажам, ова е пролонгирање на крајот. И сега тука се навраќаме на мудра изрека, вика подобро ужасен крај него ужас без крај. Они пробуваат да го одложат мирниот крај, свесни се дека ќе дојде мирниот крај, но сакаат што е можно подолго да останат на власт, надевајќи се дека ќе успеат да се договорат или ќе успеат некако да ги релативизираат зулумите кои што ги прават во македонското општество. Не верувам дека, знаете, ми рековте да бидам краток, ама ајде на кратко ќе... Не толку краток да има. На кратко да дадеме. Значи, ние во овој момент имаме сериозна економска криза во Република Македонија, имаме инфлација, која што во овој момент, според податоците на Државен завод за статистика, значи, индексот, само момент, јас и тие ги имам спремно, само да ги најдам каде ми се. Да, еве го, например, индексот на трошоци, во октомври 2021 година, во споредба со октомври 2020 за 4,1% поголем, трошоци за живот. А индексот на цени во истиот период е за 6,1% зголемен. Значи, они дефинитивно ја кријат инфлацијата, а тоа најмногу го осеќаат граѓаните на Република Македонија. Потоа, значи, ние сме веќе презадолжена држава. Во 2021 година сме на рекордни над 60% од БДП задолжени. Значи, они немаат веќе што да прават, немаат средства од каде економијата не функционира. Во овој момент ги чепкаат девизните резерви, околу 600 милиони евро девизните резерви имаат овој период искористено за потполнување на дупка во буџетот, но и тоа не може да им помогне, не може да им трае вечно. За енергетската криза да не зборуваме. Значи, езерата се празни, лош менаџмент на хидропотенцијалот доведе до тоа да ние денеска немаме струја практично или мора да плаќаме многу висока цена на струјата. Кога на тоа ќе додадете дека ние имаме и пандемија со која што најлошо се справуваме во регионот, кога на тоа ќе дадете корупција, криминал и се она што ни се случува во државата, тоа е веќе на варијанта ужасен крај. И тој пробуваат да го пролонгираат.
Не верувам дека ќе успеат многу долго да го пролонгираат. Еве хипотетички да со своите недемократски методи да успеат да направат парламентарно мнозинство 6, 7, 2, 3, колку што се фалат дека имаат. Ја ве уверувам дека они во февруари, во март месец сами ќе бараат предвремени парламентарни избори, сами ќе направат криза да дојдат до предвремени парламентарни избори само да се спасат. Мрзливи се, неработливи се, склони се кон криминал и корупција, не ги интересира ништо друго освен тоа. И затоа во последните неколку години, поготово после 2017, Република Македонија едноставно тоне. Колку му верувате на Кастриот Реджепи, на неговите обиди да се објасни зошто не се појави на 11 ноември во собранието, особено после интервјуто кај Васко Ефтов, кој е еден од ретките новинари кои ја злоупотребуваат својата моќ и преку нарачени интервјуа ги бира неговите соговорници во вистински моменти за да нападне и да оцрни некого, во овој случај ВМРО ДПМН? Воопшто не му верувам. Знаете, вие ако вашата безбедност, значи прво он вика ми се заканува. Кој му се заканувал? Значи он до тој 11 беше на списокот на пратеници кои што сакаа да ја турнат власта, така? Да. Значи логички се запрашува, се поставува прашањето кој тоа него му се заканувал. Значи логички да му се заканува власта бидејќи сака да ја сруши. Ако вашиот живот е загрозен, значи вие прво што правите одите во полиција и пријавувате дека некој ви се заканува, а не се склонувате кај пријател и го гасите мобилниот телефон. Понатам, значи мене ми е страшно смешно дека некој успел да се заканува на исклучен мобилен телефон. Како вие му се заканувале на исклучен мобилен телефон? Значи тоа е сосема нелогично и сосема далеко од здрав памет. Значи има неколку верзии кои што се шпекулираат во јавност, но де факто и де јуре дека Кастриот Реджепи е уценет пратеник, кој што гледаме дека и понатаму работи во функција на опстојување новој хибриден режим. Првата средба Заев Гаши не вроди плод, значи го нема тоа нивно владино мнозинство кое ја труеше јавноста дека го имаат и од одлуката на вчерашната седница на Алтернатива немаме конкретни одлуки. За сега единствено што знаеме е тоа дека ќе се воделе од програмските определби и европскиот курс за да имаат стабилна влада. Ке ја одржи ли Алтернатива во живот владата на Заев, која нема владино мнозинство, барем за сега? Многу се чудни и се диаметрално спротивни информациите кои што кружат во јавност. Од една страна го имаме кандидатот на Алтернатива за Чаир кој што кажува дека погубно би било доколку влезат во влада, од друга страна ги имаме овие, знаете како ни риба ни девојка изјави од страна на Алтернатива. Де факто и де јуре дека нешто внатре се случува. И Алтернатива, мислам дека сега се наоѓа пред клучната одлука дали ќе опстанат како политичка партија или ќе дозволат ДУИ, кој што 20 години ја ништи Република Македонија, да ги претопи, да ги амортизира. Знаете, излезе последна една анкета, кој ќе видите вие ДУИ визави без Алтернатива и Алијанса, по процент негаде се тука. Значи една сериозна коалиција од без Алтернатива и Алијанса на следните избори може сериозно да влијае на ДУИ и дури може и ДУИ да го прати во опозиција. И сега Алтернатива, освен некакви лични интереси или интересот да се дограба до некои буџетски средства кои што ги нема, буџетот е празен, значи празен е со месеци наназад, јас не гледам друга причина зашто они би сакале да бидат дел од власта. Ако мене лично ме прашувате, во овој момент најголем проблем за европска интеграција или за евроинтеграција на Република Македонија е токму владата предводена од СДСМ и од ДУИ. Ако мене ме прашувате, најголем проблем од аспект на нашето членство на НАТО е токму таа влада. Они со месеци не може да обезбедат НАТО безбедносни сертификати. Замислете, ние сме земја членка на НАТО, премиерот, министерот за внатрешни работи, министерот за одбрана, министерот за надворешни работи, како се вице-премиерот Ники Доматов за евроинтеграција, никој од нив нема практично НАТО безбедносен сертификат. И сега они викаат ние ќе обезбедиме евроатлантски пакт. Како? Со 111 место на корупција, кој ќе ги анализирате поглавијата за кои што се за членство или извештаите двата последни
на Европската унија, они само во слободно движење на стоки констатираат дека има некаков напредок. Сите други полиња или сите други поглавја за преговори или стагнираме или уназадуваме. И наеднаш ви излегуваат и подигнат по народната стопа ти кажа на лака, станува вистина и пробуваат сега народот да го бомбардираат со такви изјави. НАТО, ЕУ, тој филм е поминат и виден и народот ќе казне на локалните избори. Затоа изгубија така драматично. Се повторно ќе мора да побрзаме. Во буџетот кој сега е во собраниска расправа и се дебатира по него од она што го следиме, немало определено средства за економската и за енергетската криза, а овие од власта нон-стоп трубат дека ќе ја спаселе Македонија од кризите кои се надвиснати над Македонија. Има ли капацитет ова влада на Заев или евентуално новата, која би била предводена од СДСМ и коалиционите партнери, да стабилизира Македонија од сите кризи, но и од политичката криза? Не, значи јас веќе го одговорив тоа прашање. Мрзливи, неработливи, склони кон корупција, и ако го анализирате буџетот за 2022 година, вие ќе видите дека они сериозно се спремаат за избори во 2022 година, зашто буџетот е директно фокусиран кон изборна корупција. Она изборна корупција која што ја направија, например, 2020 година, кога ги купија изборите, по кој што историја 11,3 милиарди денари во социјални надоместоци, кога си штанцаја уредби со сила на закон, кои што до ден денес не се поминати во собранието, сега истото тоа пробуваат да го мултиплицираат. 2021 не им успеа на локалните избори, сега ќе пробаат 2022 да го направат истото, зашто кога ќе ги видите сумите во буџетот за социјални трансфери, една, друга и трета некако се поклопуваат. Притоа, кога ќе додадете дека во буџетот за 2022 имаме сериозни ставки за вработување, сериозни ставки за некакви си градежни инвестиции, вие сваќате дека они сериозно пробуваат пак да си обезбедат средства за кампања и се спремаат 2022 за избор. Како ќе ја прокоментирате седницата на која требаше да се дискутира за недоверба на владата, а наместо тоа седницата заврши без да се изгласа дневниот ред, а се затвори само пред дел од владините министри, без ниту еден пратеник во собраниската сала, бидејќи министрите не се пратеници? Политичко насилие. Значи, тоа е класично политичко насилие. Нас тоа политичко насилие ни се случува во континуитет. Убаво кажа Јон. Уставот го сменија тако, никога уставот го сменија со политичко насилие и со недемократски методи. Они понатаму тоа се го чувствуваат више како стил на живот, како стил на владење. Ние гледаме Талат Џафери што прави од собранието, функцијата председател има узурпирано и тотално собранието има направено инструмент на владата, место да биде коректив на владата и таму да се носат сериозни политики за владини, сам државни политики, он е буквално привезок на владата. Знаете колку срамно и бедно се чувствував тој ден? Значи, два пати во живот сум се чувствувал така. Вечерта кога го менуваја уставот, која гледав цела таа циркузијада, што се случи цело тоа политичко насилие, и некој го видов на истото дежаву дека ни се случува. И тоа е одлика на секој хибриден режим, да не се лажеме. Оваа влада со години е карактеризирана како хибриден режим и тоа нема што више нас ние да го дискутираме тоа, тоест више не е стил на владење. Дали политичката криза во која Западна Македонија после она што се случи на 11 ноември, кога на закажаната седница не се појави пратеникот од БЕСА, иако беше еден од потписниците на иницијативата за недоверба на владата, е измислено сценарио или смислено сценарио од страна на ДУИ и надворешниот фактор со цел Заев и Димитров да седнат во скут и да прифатат катастрофално решение за бугарското вето, бидејќи во јавноста простори информацијата дека Заев и Димитров се согласиле да се прифати грчкиот рецепт за бугарското прашање. Видете, они се ќе направат да останат на власт. И тоа што го зборувате ќе ми беше мене изводливо и реално ако они успеа барем некаква изборна победа да направат на локалните избори. Кога народот на локалните избори ќе го кажа тоа што имаше да се го кажи и жестоко беа казнети, они веќе се наоѓаат во мат позиција. Знаат дека ако се опуштат во некоја таква авантура, може да им се случи сериозни протести, веќе народот, ситуацијата е овде завриена, веќе не може да трпи уште едно такво предавство, поготово за прашање за кој што далеко од здрав памет е да се разговара. Јас повеќе верувам дека тоа беше сценарио за одржување на оваа власт, за да можете и понатаму да се го тераат криминалот. Знаете,
Они се 5-та година на власт, тоа се 5 буџети. По 4 милиарди, тоа се 20 милиарди евра. Пари кои што ние не гледаме дека ги каде ги потроши. Еве го обвинува, например, Груевски дека ставал стиропорни фасади. Но имаше и споменици, имаше и изгради на институции. Тие институции со години беа под кирија ваму тамонаму кои што се направија во тоа. Ги гледаме, тука се ги има. Каде се овие 20 милиарди потрошени последниве 5 години? Никој не знае да каже зашто биле потрошени парите, а се потрошени. Така да, мислам дека веќе во тој дел станува збор за обстојување на една криминална структура која што под секоја цена сака и понатаму да го цица буџетот и да ги осромашува граѓаните на Република Македонија. До нас пристигна информации, но за сега се уште во доменот на шпекулации, дека решението кое било целосно идентично како она со Грција и било веќе усогласено и со Софија и со Брисел, текстот бил усогласен помеѓу работните групи на Македонија и Бугарија. Дали вие имате некои сознанија и дали и овој пат кога има меѓународна интервенција, Македонија најскапо ќе го плати, но овој пат ќе плати со највисоката цена прифаќањето на живковизмот како македонска идеологија, што е целосно искривување на историската вистина и како планираат тоа да и го соопштат на македонската јавност? Дека има меѓународно присуство во регионот и дека има притисок меѓународен, тоа мислам се гледа секојдневно. Јас мислам дека во овој момент притисокот е Бугарија да го повлече ветото визави нивните фашистички позиции. Во овој момент не се лажеме, они застапуваат и после толку години пак фашистички позиции. Што се однесува до некакво си решение, мене најсомнително од семи е отсуството на Никола Димитров од целокупниот политички живот. Чат-пат ќе се појави, ќе даде една-две изјави, па ќе го снема. И ја мислам, може да се насети дека нешто во позадина се случува. Но, ние да бидеме искрени, на предлог на ВМРО-ДПМН Собранието на Република Македонија усвои декларација во која што јасно се дефинирани црвените линии под кои што ние не смееме или владата или парламентот или председателот не смеат да одат. Секој рушење на таа декларација ќе предизвика сериозни тектонски потреси во општествениот и политичкиот живот во Република Македонија, поготово што знаете како ја мислам дека употребната моќ или употребната вредност на оваа власт веќе е помината или е потрошена. Ако они претходно имаја во континуитет меѓународни средби, посети од меѓународни представници, дипломати, државници, сега и нови локални избори се види дека сите бегаат од нив како ѓаволот од темја. Они не добија реално ни една поддршка на овие локални избори визави позициите на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН доби поддршка од председателот на Европска народна партија на чисто македонски јазик. Така да малку се менуваат работите. Што и да пробаја да направат, веќе се свесни дека тоа не им поминува и затоа се сега во оваа дефанзива, одложуваат оставки, па ќе бираат лидери, па преговараат за ново парламентарно мнозинство кој што во овој момент го немаат. Господине Малчевски, разговоров сакам да го продолжиме преку 15 блиц прашања со 15 одговори, но ако е можност за помалку од 15 минути. Ајде да се обидеме. Дали неспособноста на оваа влада да го менаџира прашањето со Бугарија ја наметна потребата од меѓународната интервенција и како резултат на тоа Македонија ќе ја плати највисоката цена, а тоа е прифаќање на живковизмот како македонска идеологија која е целосно спротивна и искривена од историската вистина? Вие малку одговоривте на тоа, сега само кратко. Да, само кратко, да, неспособноста на оваа влада не доведе до оваа ситуација. Оние подигнаа очекувањата, а тоа пројави многу големи апетити во Бугарија. Лошо ќе завршите. Како ќе ги прокоментирате најавите на СДСМ дека го групнуваат парламентарното мнозинство? Политички циркус. Тие го неевуваат тоа веќе 6 месеци, а реално гледаме дека нема ништо од сето тоа до ден денес. Дали евентуалното влегување на алтернатива во власта ќе донесе добро на партијата или пак политичка смрт? Дефинитивно политичка смрт. На следните парламентарни избори ќе прекинат да постојат.
Дали влегувањето на алтернатива на Гаши во власта ќе ја обезбеди мирно владење на владата и на што се спремни да направат за да останат на власт? СДСМ и оваа структура на луѓе во СДСМ се спремни се само за да бидат прикачени на буџетот на Република Македонија, но нас не чекаат сериозни предизвици и тешко дека влегувањето на алтернатива би им обезбедило некакво си мирно владење. Само ќе ја пролонгира смртта или ќе пролонгира крајот, но не за долго. Како ќе го оцените 5-годишното владење на оваа власт, особено во областа на здравството, економијата, правосудството и енергетиката? Неспособност, мрзливост, криминал, корупција и распродажба на македонските национални интереси. Кој е вашиот одговор на изјавите на размислувањата на дел од аналитичарите дека одлуката за поднесување на иницијатива за недоверба на владата од страна на ВМРО и коалицијата, подпомогната од БЕСА, Алтернатива и Алијанса, била избрзана? Легитимно право е на секоја опозиција со политички методи да се обиди да ја сруши власта, поготово што после таа иницијатива уште еднаш ние го видовме вистинското лице на власта. Од СДСМ и нивната коалиција, но и од Кастриот Реџепи почнаа да го верглаат изразот прогресивни сили и да се представуваат дека тоа се тие од опозицијата, а оние од опозицијата дека биле ретроградни сили. Дали овој израз им прилега на овие од власта и каде ја гледате нивната прогресивност? А ако одговорот е не, на кого треба да му се препише тој израз прогресивни сили? Прогресивни сили се во однос на корупција. Рекордери сме во овој момент по корупција. Република Македонија се наоѓа на 111-то место, што до сега никогаш не било на тоа место. Друго не би гледал, пошто би биле друго прогресивни. Господине Малчевски, дали во оваа ситуација во која се наоѓа Македонија е можен договор помеѓу политичките партии за евентуална експертска влада или за предвремени парламентарни избори, се додека Заев е начело на СДСМ и премиер на Македонија? Не, апсолутно не е возможно. Значи мора да има промени во СДСМ за да дојдеме до техничка влада, која што во некој рок од 3, 6, 9 месеци би спровела предвремени парламентарни избори. Дали последните притисоци на меѓународната заедница кон Бугарија всушност го потврдуваат она за што се спекулира дека токму меѓународната заедница имаше замешано прсти во непојувањето на Кастриот Реџепи од алтернатива во собранието на денот кога требаше да се изгласа недоверба на владата? Не верувам дека меѓународната заедница, повеќе верувам дека се криминалните структури предводени од СДСМ и ДОИ. Како ќе ги објасните размислувањата на некои аналитичари дека оваа власт е единственото решение за да ја внесе Македонија во Европската Унија и заговараат теории на заговор дека Европската Унија е спонзор на договорот од Нивици? Смешни. Ова влада во овој момент е кочничар на Европатот на Република Македонија. Кочничар е заради тоа што во сите поглавја кои ќе ги видите од оние преговори кои што мора да ги отвориме, само во поглавието слободно движење на стоки имаат некаков си напредок. Сите други поглавја или стагнираме или уназадуваме. Од тука јас не гледам како они би можеле да внесат Република Македонија во Европската Унија, поготово не со ова ниво на криминал. Имав едно прашање токму поврзано со ова, но вие го одговоривте за Европската комисија и напредокот на ова влада. Бети, ти дали имаш? Како ќе го охарактеризирате упадот во Алфа телевизијата и поднесената кривична пријава до новинарот на емисијата Заспи, ако можеш, Горан Момировски? Прво сакам да искажам мојата поддршка за Горан и за Драган. Упадот во Алфа телевизија е недемократски чин и недемократски метод со кој што се служи овој хибриден режим и се во насока на заќутување на се оно што е критички настроено и се што е во заштита на македонските национални интереси. Како ќе ја прокоментирате одлуката на председател Пендаровски да ја именува Уранија Пировска за председател на Комисијата за помилување, имајќи предвид дека таа истата, како директор на Хелсиншкиот комитет, велеше дека изјавата на председателот Пендаровски дека обвинетите за 27 април не се терористи била многу штетна? Неконстантност и тоа што Стево Пендаровски упорно се обидува да се додвори на власт и да биде нејзин дрвен адвокат, надевајќи се дека ќе добие втор мандат од нив.
Господине Малчевски, во Чварски тврди дека немало пропусти во Министерството за транспорт и врски за автобусот на Бесатранс, а 135 пати поминал низ граници без лиценца. Спасовски тврди дека автобусот бил исправен, а ниту една врата не се отворила, ниту еден прозор кој автоматски треба да се отворат при удар. Јавниот обвинител Јовески тврди дека немало додатно гориво во автобусот. Дали одговорите на овие прашања кои почнуваат со како тоа, ќе се сведи само на еден одговор. Никој не е крив, освен возачот, кој повеќе не е меѓу живите и не може да се брани од сето ова. Јас очекувам дека на крај така ќе заврши истрагата, зашто они се сите обединети околу корупцијата. Да правиме муабет за ласкавци, да правиме муабет за несреќата во која што загина човек ја предизвика Зоки Кичевец, че да правиме муабет за модуларната болница во Тетово. Значи, сето тоа се систематски пропусти кои што се должат на корупција во која што директно инволвирана власта. И на крајот на денот сите се криви освен они. И не очекувам дека поинаку ќе заврши и сега, но за жал нас не останува корупцијата и на крајот на денот се поставува прашањето уште колку човечки животи ќе не кошта корупцијата на СДСМ и на ДОИ во Република Македонија. Ќе се промени ли нешто ако само Заев ја поднесе оставката од премиерската позиција, а со него не заминате министрите од редовите на СДСМ и ДОИ барем? Не, ништо нема да се промени. Дури видовме дека под паролката нивна кажа дека он ќе остане активно во политичкиот живот, че може само да оди еден чекор назад и од позадина да пробува да влие на одлуките, и тоа е во насока на поставување на октриран председател на СДСМ и наводно иден мандатар на владата. Господине Малчевски, ви благодариме за учеството во Македонски корени, причини задоволство. Имајте си убав остаток од викендот, пријатно до слушање и до скоро довидување. И благодарам многу на поканата. Голем поздрав Јон и Бети и голем поздрав до сите наши браќа и сестри во диаспората. Да не биде ова последно. Прво, ама да не биде последно. Да не биде последно. Јас се надевам дека нема да е последно. Така. Се гледам. Пријатно се гледаме. Поздрав во остаток од викендот. Така, пријатно. Ви благодариме и вам, почитувани, што сте тука и не следите, го проследивте разговорот со господинот Самуил Малчевски, универзитетски професор и политички аналитичар.